Добар ден, разговараме со Елвис Мемети, секретар во новоформираната политичка партија Аваја и поранешен советник за инклузија на ромите во претходната влада, предводена од Зоран Заев, а потоа и од Димитар Ковачевски. Ви добро дојдовте и ви благодарам што прифативте да учествувате на ова интервју. Првото прашање ми е, вие излеговте со реакција за тоа дека за прв пат во историјата на Македонското собрание за прв пат остана без ромски представник. Дали тоа може да влијае на меѓуетничките односи, односно како ова, па пред се еве и структура и гарнитура на политички чинители гледаат на ромите само како гласачка машинерија, без да им дадат место во законодавниот дом. Благодарам, Дехан, на поканата. Така, Аваја имаше остра реакција во однос на тоа што за прв пат после 30 години немавме представник на во конститутивната седница на парламентот и бараме итна корекција на таа состојба. Јас ќе се надоврзам дека всушност тоа е резултат на долгогодишната лоша политика на мејнстрим, поголемите политички партии или главните политички партии кон ромите и воглавно во целина во однос на ромското прашање. Зборувам резултат на лошата политика заради тоа што всушност они се, јас велам, главната причина поради која што организираниот политички дел на ромската заедница не може да добие вистински примат, а од друга страна, она лоша политика која што ја практикуваат кон ромското прашање, тоа што они секогаш не поставуваат или поставуваат роми кои што се само декор во политичката власт и всушност во дадениот контекст, дадениот изборен модел, не може да дојде до израз реалната политичка сила на ромската заедница. А јас верувам и нашиот тим е убеден дека всушност промената на состојбата која што ја посакува заедницата и општеството во целина може да се издействува само на тој начин. Сега кога немаме представник глас на заедницата во парламентот, тоа можеме да го видиме од две перспективи. Првиот критички однос е па и да имаме некој кој што другите го поставуваат, дали е тоа гласот на ромската заедница. Јас, како што бараме некоја итна реакција, дали тоа ќе биде инженери, дали тоа ќе идат луѓе од нивната листа во извршената власт и ќе се ослободи простор, тоа ќе видиме како ќе се и действува, меѓутоа клучот е дали лицето ќе биде всушност гласот на ромската заедница или дали така може да се направат промените. Зависно од тоа како ќе се одвиваат настаните, така и ние ќе се позиционираме, меѓутоа како Аваја сме поборници за директна политичка борба на терен, за да го земеме она што ни следува, особено делот и на подобрувањето на состојбата и на промените на односите на моќта. Кога велам односи на моќта, мислам во политичкиот цел спектар, заради тоа што не може да издействуваме таа промена само ако цело време сме само декор и чекаме некој нешто да ни даде или да не постави во дадени позиции, затоа што секогаш кога тоа го прават, овие години тоа го покажа, ние само постигнуваме индивидуален напредок, има индивидуални резултати или ограничени интервенции кои што не може да ја променат промената. Јас толку тоа го акцентирам во моето излагање во однос на промената, заради тоа што јазот на помеѓу ромската заедница и мнозинското население тродупло или 10-кратно повеќе во сите сегменти од областите за кои што зборуваме, и тоа мора да има и 10-кратно повеќе интервенции за да можеме да дојдеме до некоја
подобра стартна позиција. Така, вие спомнавте дека може да има индивидуален успех или некакви индивидуални резултати. Вие бевте дел од владата, односно советник за инклузија на ромите. Какво беше вашето искуство? Дали може еден човек да направи промени кога ако побара нешто за ромите тоа да се случи или па дали таму во владата, односно имаше доверба дека еден припадник од ромската етничка заедница може да придонесе не само за својата заедница, туку за општеството воопшто? Па види, во системот во генералка не може тие системски промени да се решат на тој начин што вие ќе номинирате или ќе дадете некоја индивидуална позиција на било кого, од било која политичка партија и потоа да се амнестирате од сета одговорност. Значи за било кое прашање, без разлика дали се работи од областа на домување, од областа на вработување, од областа на овие крупни политички теми, ние секогаш во однос и на диалогот, на политичкиот диалог и во однос на политичките решенија, само да останеме сами на себе или на своето. Така не може и мислам не е рационално да имаме такви очекувања дека еден човек може да го промени системот, него нас ни треба поширока јавна дебата, по-сериозен пристап, целосна длабинска анализа во однос на ова прашање, за да може да ја постигнеме таа промена. Дали сум јас задоволен од тоа што го постигнав? Мислам дека, видите, тоа најдобар репер е граѓаните треба да го кажат. Јас знам што сум работел во претходните 3 години, сум работел да бидам максимално достапен за ромската заедница. Правев напори да го зголемиме буџетот кој што е наменот за ромската стратегија, да застапувам, да лобирам, да го храбрам гласот на ромската заедница и тоа го правев воглавно како дел од мојата работна задача. И тука граѓаните се секогаш во право кога го кажуваат своето мислење. Меѓутоа сум заедно сигурен дека оставив добра основа да другите, да сега новата власт или новите лица кои што ќе бидат одговорни во однос на ова прашање, да може да го тоа унапредат или да направат многу повеќе за нашата заедница. Всушност и тие се тие кои што во моментот ја добија, да речем, довербата во однос на позициите кои што се го поставени, за да го тој процес унапредат. Така, спомнавте дека немаме представник во законодавниот дом, но затоа има министер задолжен за декадата на ромите. И сега повторно се враќаме од инклузија на декада. Какви се вашите очекувања од новиот министер, кој што оваа влада го поставува задолжен за прашања на ромите, каде што цело министерство му се дава на располагање на еден министер, дали повторно тој министер ќе биде без буџет или пак ќе има сопствен буџет кој што ќе раководи и ќе може да го подобри животниот стандард на ромите? Прво, нормално да упатиме повторно и честитки до новите лица кои што ќе имаат задача и одговорност да го тоа спроведуваат, и од оваа позиција, како што кажав, фер е да се остави простор да се види како ќе се организираат, што ќе застапуваат. И јас велам често пати дека првиот тест и на новата влада и на новиот министер во однос на сериозниот пристап во однос на ова ромско прашање е всушност ребалансот, кој што мислам дека е најавен негде како средината на јули. И во таа насока, доколку како буџетот наменет за таргетирани проекти за ромската заедница преку стратегијата на роми се зголемува, тогаш сме во добра насока. Меѓутоа, ако останува ист или ако се уназадува или пак се множат конфликтните состојби во однос на различните сектори кои што се одговорни за ова прашање, тогаш самото прашање се уназадува и всушност зборуваме за еден површински пристап. Какви одговорности и кои задачи, само да направиме една корекција, не се работи за
одговорност кон дадено министерство, него одговорност кон нешто што се вика без ресор. Без ресор со конкретни задолженија и по правило министрите без ресор, до сега, велам по правило, нема поголем значителен буџет со кој што може да направат директни интервенции во областите и затоа пораката на Аваја беше, доколку разговараме за сериозен пристап, ако може останатите заедници да водат одредени ресори, ромската заедница и тоа како има капацитети, има луѓе кои што им може и знаат што да направат и да покажат конкретни резултати, а и време беше после 30 години да имаме одговорно лице со ресор, со конкретен ресор во дадена област каде што може да се направи директна интервенција. Вака, кога вие сте без ресор, да видиме како ќе се постават работите и како ќе одат. За нас е тоа површински, место длабински сериозен пристап, заради тоа што како впечатокот е како мнозинското население да не ја разбира својата ахилова пета во општеството, тоест како да не ги разбира пораките дека интервенциите треба да бидат концентрирани кон најслабите категории за да има помрнување во генералниот систем. Јас сум, да кажам, задоволен што владата најавува остра борба против корупцијата и во таа насока ние како партија ќе го следиме будно овој процес заради тоа што таа корупција 30 години се бориме никако да се искорени, а всушност ромската заедница и нашата порака е дека како тоа успее да се совлада, да се пременира, тогаш и заедницата оди напред, заради тоа што велам, ако другите може да ја платат цената на корупцијата на полесен начин, ние како заедница се многу далеку во потешка ситуација да ја платиме таа цена. Меѓутоа се надевам дека таа борба против корупцијата ќе биде генерално и за нашите граѓани, не само во сегментите на инвестиции како што велиме олеснување, него резултатите може да бидат видливи веднаш. Каде се позиционирани ромите во однос на евроинтеграцијските процеси? Ова прашање како да е оставено само на две етнички заедници, а по малите етнички заедници како да не постојат и никој не ги прашува дали и тие имаат некаков удел, дали и ромите може некако да се постават, ете, например, до сега немаме ни еден дипломат ром некаде. Дали искуството, дали професионализмот, дали немаме професионални роми, дали немаме професионален кадар. Што недостасува во заедницата за општеството и мнозинското население да ги прифатат, а и ромите да придонесат за државата во која што живеат, да не биде само од ромите за ромите. Видите, дека ние мораме да го смениме прво тој јавен дискурс, кој што е присутен во општеството, а гледаме дека најчесто тој е биполарен. Дискурс го водат воглавно две заедници за сите значајни прашања. Ромската заедница во однос на прашањето за евроинтеграциите, мислам дека има јасен став, заради тоа што прво сите наши луѓе, сите наши блиски мигрирале, живеат, работат во европските земји и оттуку е таа близина. Вториот сегмент е тоа што најголемите донации донаторската заедница на стратегијата, стратегијата како јавна политика усвоена од државата е всушност донаторската заедница која што доаѓа од Европа и Америка. Јас велам тој сооднос е негде 70% од средствата од финансиите доаѓаат од надвор, од донаторите, само 30 средства од конкретните таргетирани интервенции доаѓаат од државата или ако сакате да кажете и општините или локалната власт. Заради тоа евроинтеграциите и тоа прашање е битно и ставот на ромската заедница, ставот на Аваја е дека што е можно побрзо треба да ги почнеме
преговорите за да може оние програмирани средства кои што се наменети за имплементација на стратегијата да може да заживеат и да можеме да зборуваме за конкретни резултати. Во однос на тоа како политичките партии пристапуваат во однос на представувањето на заедницата надвор во дипломатските аташеа, никако партија кажавме уште на почетокот од процесот и кога се формиравме, тоа е нашата главна битка заради тоа што за да го промениме, да ја промениме оваа несериозна политика кон нашата заедница од сите поголеми политички партии, заради тоа што ова прашање не може да се реши само како што велам да поставите некој да ви биде учесник во процесот, негова прашање мора да има длабок пристап во сите сфери. И тука мислам дека и нашите политички партии имаат своја вина. Кога велам своја вина заради тоа што они не ги задоволуваат параметрите тоест не играат својата улога во целост, затоа што политичката партија покај што е двигател, носител на еманципацијата, промотор на реформите, се бори за носење на политичка власт, меѓу другото и за напредување на општеството во целина, впечатокот е дека нашите ромски политички партии најчесто се борат само за индивидуални интереси кои што ги задоволуваат моменталните нивни капацитети. Точно е тоа дека, например, ние 30 години немаме ниту еден представник во дипломатската сфера, дали во конзулатите, дали во амбасадите. Меѓутоа, да не одиме подалеку, кога ние 30 години се бавиме само со област кој што се вика без ресор, тоаш за каков сериозен пристап можеме да зборуваме за оваа, да речем, и најлојална заедница, меѓутоа и заедница која што од поголемите политички партии најчесто е изманипулирана во однос на политичката сфера. Да. Кои се вашите очекувања, твоите перспективи за од новата влада? Очекувам со ребалансот да се зголеми на буџетот, заради тоа што целата политичка власт е во нивни раце и со тоа да покажат сериозност во однос на третирањето на ромското прашање, ако не кон нивните патерни, барем кон ромската заедница. Очекувам дека најавените проекти, особено поддршката на општините, што е најавена како еден поголем и позначен проект и инвестиција, дека дел од општините заедно со власта че може проектите да ги насочат и кон ромските мала, кои што најчесто се без вода, без струја, без пристап до минимален степен на урбанизација и очекувам дека тој дел ќе се прошири. Очекувам дека оваа политичка борба и инвестиции ќе создава пријатели наместо непријатели и дека темпото ќе се задржи во оваа насока како што се најавува. Ние како политичка партија Аваја поставивме 3 главни приоритети преку кои што ќе следиме и работата на ромските политички партии, меѓутоа и на владата во генералка, тоа е во областа на корупцијата. Многу скоро како политичка партија ќе отвориме и телефонска линија во која што нашите граѓани ќе може да пријават за да партијата понатаму ги застапува овие делови, особено граѓани кои што директно се соочуваат со незавршени услуги од државата и институциите, се соочуваат со корупција, со барање на пари, на мито, и тоа јавно ќе зборуваме во општеството. Ќе се занимаваме со делот на економското зајакнување, заради тоа што ќе бараме од власта и одговорните лица поголеми инвестиции во ромските населби, за да може да се заокружи прашањето со домувањето и пропорционалната застапеност во институциите на системот во кој што
мора да дојде до соодветна правична застапеност и на ромската заедница. Ќе го следиме најавениот закон кој што се најавува во оваа сфера во однос на балансерот, заради тоа што злоупотребите не беа само кон албанците и турците, него и тоа како многу лица се пишува и само како роми за да добијат одредени бенефиции, и ако е сериозен тој пристап може да има резултати. Меѓутоа ние како политичка партија тоа прашање, особено овие покрупни теми, ќе ги следиме во првиот старт на работа и на најавени чекови што ќе ги презема владата. Ви благодарам многу за интерес.